Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 114-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. А на почетокот на ова сезона на ТВ 103, поточно во 88-то издание, имав можност да говорам за првата сезона на одличната ТВ серија во која се запознавме со дисфункционалното функционирање на ресторанчето и персоналот пред секој што работи во него, а по завршувањето на настаните тие одлучија да инвестираат во отворање на ресторанот во подобрена верзија, реновирајќи го местото и праќајќи го персоналот на доспециализација во елитните ресторани ширум светот, за да стекнат знаење кое ќе биде од корист на долго очекуваното отворање на ресторанот во втората сезона на The Bear, за која ќе ви говорам во ова издание на ТВ 103, кое што го започнавме со две композиции на Black Rainbows, односно Apocalypse March и Superhero Dope Proof, се извинувам, односно тоа се две композиции кои што се наоѓаат на нивниот нов албум, именуван како Super Skull, односно тоа е нивен 8-ми албум, ако не се лажам, на овој психоделичен стонер рок бенд кој што е издаден за Heavy Psych Sounds. Предходниот албум мислам дека беше 2020 година, Cosmic Ritual Super Trip се нарекуваше тој. А од Super Skull ќе имаме можност да слушаме уште две моќни композиции каде што рифовите го имаат последниот збор, односно ќе слушаме Children of Fire and Sacrifices и ќе имаме време за Cosmic Rite of the Crystal Skull, односно две композиции кои што сведочат за тоа зошто се господари на рифот ова трио, кое што доаѓа од Италија, конкретно од Рим и од Лацио. Доколку сакате да знаете што се е потребно за да отворите ресторан, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која планира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, надајќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 114-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ќе ви говорам за втората сезона на ТВ серијата The Bear, која што е американска мелодрама, која е создадена од страна на Кристофер Сторер, за која што ви говорев конкретно за него дека е режисерот на ТВ серијата Реми, кој режирува епизоди од Дикинсон и Little Voice, продуцирајќи ги и 8th Grade Rental и On the Court of Three, филмови за кои што сум говорил во Дансе Макабре. Продуцирана е за стриминг канал FX на Hulu, кој се наоѓа под семоќната капа на Дизни, кај што се складирани поголем број на квалитетни, пред се артистички и комични серии, кои се актуелни оваа година со сериите Unprisoned, Up Here и втората сезона на How I Met Your Father, од кои и ја гледав покрај нив се појави Planet Sex with Cara Delevingne, која беше работена во соработка со BBC, а во најава е минисеријалот Murder at the End of the World, потоа True Crime наездата која што ќе започне со The Ashley Madison Affair, Betrayal, The Perfect Husband, Mother Undercover и Demons and Saviors, како и новите сезони на Reservation Dogs, Only Murders in the Building, The Fool и Solar Opposites и The Hardy Boys. Така што мал е бројот на нови ТВ серии кои што се појават на Hulu, а за тие што се продолжени, веќе сум ви говорил, па не прават некакви си значителни исчекори со новите сезони за да бидат предмет на анализа во емисијата, барем не според мене, затоа што хиперпродукцијата не ми овозможува повеќе од 40 серии да рецензирам во една сезона, така што голем дел остануваат непокриени. Посебно тие што имаат продолженија, кои морам да пресудам дали навистина треба да се впери внимание на гледачите и на втори и на трети сезони, нели додека не одлучи стримерот дека
треба да се откаже серијата, со надеж дека до тогаш нели се решени арките на ликовите без да бидат брзани, туку да имаат постигната некаква си своевидна целовитост. Сега втората сезона на The Bear брои 10 епизоди, 2 повеќе од првата сезона, со тоа што беше објавена во целост на 22 јуни 2023 година, што е одлична практика, заради тоа што епизодите се заразни и се гледаат буквално епизода по епизода, бидејќи и за епизода, бидејќи ја има должината која е аналогна на комичните серии, иако обработуваат сериозни мелодраматични чинители, така што сите, освен флешбек епизодата, траат помеѓу 25 и 30 минути, со тоа што едночасовна е флешбек епизодата во семејството, што би се рекло дека за околу 5,5 часа се гледа во целост. Јас не можев да одолеам и ја изгледав во една вечер, ја избинџав без око да ми трепне, иако убаво преполовување прави фамилиарната епизода насреде сезоната, така што пред неа или после неа може и вие да си ја преполовите и во 2 ноќи да ја изгледате, односно ако имате способност да абстинирате од гледањето во една голтка. Веќе знаете дека серијата ја предводи Карми Берзато, односно кој што има Джеймс Бир титула, школување во Нома и работа во врвни мишелени ресторани, кој што на крајот на првата сезона наоѓа пари кои ги криел во конзерви неговиот брат Мајки, пари кои што заедно со позајмицата од мафијашот ќе бидат доволни за да се направи потребното реновирање и пред се ново отворањето на ресторанот, кој Карми сака да биде подготвен да се надпреварува пред се со пореномираните ресторани од претходно, а за да влезе во нивната лига, свесен е дека треба да го прати персоналот на дообучување, пред се користејќи ги пријателствата на кулинарскиот свет, кои ги воспоставил нели со неговите колеги кои го ценат и почитуваат, на што персоналот различно реагира, односно некои може да се носат со предизвикот да се дообучат во кулинарската средина покрај професионалните готвачи, а други не се подготвени да се надоградуваат, што остава простор нели за развој на ликовите во драматуршката поставеност, а од Карми оваа сезона забележуваме дека колку и да е добар готвач, не е способен да има ајде да го наречеме здрав приватен живот, пред се ставајќи го ресторанот на прво место, а неговата средношколска љубов на второ, бидејќи тоа е во епилогот, а во текот на сезоната е во обратно насочено неговото внимание, така што тоа е лик кој тешко ги вреднува и изразува пред се емоциите, освен нели кога е во прашање готвењето, кое го усовршува до перфекција, но потврла на останатите стадиуми на човечкото однесување. Биф, паста, Sunday, honeydew, pop, fishes, fork, bolognese, omelet, the bear. Се насловите од кои биф треба да прерасне во bear, односно аналогни се повеќе на одредена подготовка на храна која што има удел во епизодата која што се сервира пред вас. Според неверодостојни податоци, која се појави втората сезона на The Bear, била една од двете најгледани ТВ серии во САД, односно најгледаната серија на стриминг платформите. Повторно посочувам, нема метрика која што е веродостојна за потврдување на овие податоци, барем не некоја која е легитимна и не манипулирана од страна на стримерите, ама да речеме дека има некаква вистина ајде во овој исказ кој што се појави во рамки на промотивната кампања на самата ТВ серија. Уште сум убеден дека проблематична е минутажата за да биде сватена сериозно драматичните серии, па затоа се простира во некакви си гранични територии помеѓу различните жанровски серии и мини серијали, така што каде и да ја класифицираат на глобусите, на Еми и на останатите ТВ награди, нема да сгрешат само некаја награда и втората сезона и тоа ќе биде сосема доволно. Каде и да ја категоризираат. Ако во првата сезона се запознавме пред се со товарот кој што го носи Карми на неговиот грб да застане во чевлите на неговиот сега веќе покоен брат Мајки,
и пред се говореше за мајки како да е присутен цело време, за во моментот кога последната епизода беше всушност флешбек епизодата, да го погледнеме актерот кој што го глуми, да знаеме едноставно кој е и што е и како бил тој мајки, што беше одличен потфат и едно гениално решение како се создава една драматуршка поставена за лик кој што е неприсутен. Сега во оваа сезона Карми станува позадински играч и одлична идејата пред се запознаеме со секој дел од машината, како функционира, со оглед на тоа што една кујна треба да биде подмачкана машина, која што секој придонесува за да биде комплетиран крајниот продукт. Така што има деконструкција во рамките на втората сезона, каде што секој чинител во самата кујна, односно секој вработен таму, е пратен на дообучување и всушност во тој процес каде што по една епизода е дадена поголемо внимание на тоа дообучување, се запознаваме повеќе со ликовите, нивните темпераменти, нивната самодоверба или не самодоверба која што имаат и пред се нивниот пристап како тие гледаат на кулинарската средина. Така што направена една интересна инверзија каде што наместо на крајот да биде според формулата која што ја воспоставила првата сезона, ја скршија во втората сезона и флешбек епизодата ја наместија на средина. А за финалето секако дека беше оставено долго очекуваното реоформување, односно реотворање на самиот ресторан. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, имено во продолжение на емисијата ќе слушнеме 3 композиции од Dead Quiet, односно ќе слушнеме The Hanging Man, No Gods, No Gold, Dying to Live Again. Тоа се 3 композиции кои што се наоѓаат на нивното ново студиско издание, кое што е именувано едноставно како 4. Се разбира дека тоа е 4-тиот нивен студиски албум. Претходникот негов беше издаден 2020 година, Truth and Ruin беше неговиот наслов. Четвртото студиско издание е издадено за Artifact Records, со тоа што на овој албум ќе ги слушнете влијанијата од doom metal, од stoner rock, stoner metal, кој што ги има Dead Quiet, односно бендот кој што ни доаѓа од Канада, од Италија се селиме во Канада, на музичкиот план на оваа емисија, конкретно во Ванкувер, односно Бритиш Колумбија. Така што уживајте во Dead Quiet, кој што воопшто не се тивки, и потоа ќе се вратам овој да ви говорам за актерите и актерките и нивната улога, односно функција во втората сезона на ТВ серијата The Bear. Вие слушате радио канал 103, ова е 114-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, и денес ви говорам за втората сезона на The Bear. Конкретно во овој сегмент на емисијата сакам да посветам внимание на актерите и актерките кои што ја предводат втората сезона, односно Джереми Ален Уајт, кој што го глуми Карми Берзато, ја носи серијата на неговиот грб, кој што има намера Биф да го реновира и да го отвори како The Bear, во партнерство се разбира со готвачката Сидни, меѓутоа си тера по негово, N2 консултирајќи ја кога го подготвува менито, но и како го раководи реновирањето, но ова сезона неговиот лик е ставен повеќе на маргините, наменски е тоа направено така, со тоа што разгорен е средношколскиот Пламен со неговата симпатија од училишните клупи, односно Клер, така што неговата арка во оваа сезона е да менаџира со дообразувањето и дообразованието пред се на персоналот во елитните ресторани, а тој да е ставен во спрега помеѓу приватниот живот и живеењето за готвење, што ќе доведе до епилогот во кој ќе ја упропасти можеби единствената можност за среќа која што ја има со Клер. Покрај него улогата на Ричард Ричи Јеримовиќ ја глуми Емон Мос Бакра, кој што е условно кажано претучува на Карми, кој оваа сезона најпрвен се замара околу реновирањето и успева на сите да им оди на нерви, за потоа Карми да го прати на доспециализација во елитен ресторан.
кај што ќе си го најде своето место во кулинарството, да експедитира и да води сметка со за третманот пред се на гостите пред кујната, така што овој талкач си ја најде својата функција во втората сезона, наместо да им љубомори на другите дека знаат што сакаат да бидат кога ќе пораснат. Сидни Адаму ја глуми Ајо Едебири, која што за ова сезона станува партнерка во бизнисот на Карми, која се мачи да ја постигне саканата палета и да образува мени на самиот ресторан, со тоа што Карми не одвојува многу време и внимание на соработката која што треба да ја воспостави со неа на професионален план, односно незиниот однос со таткото повеќе е разработен во оваа сезона, кој треба да сфати дека сериозна работа е водењето на ресторан на неговата ќерка и не е тоа во хоби во прашање со оглед на тоа што познавањето кое го има и колку се вложува таа во раководењето со самото место. Потоа го имаме Лајонел Бојс, кој што го глуми Маркус, кој е задолжен за десертите, кој во втората сезона е пратен во Нома, во Данска, да учи за мајсторствата на создавањето на идеалните сладки од Бил Потер и да го донесе престижот и квалитетот со кој располага пред се оваа кулинарска школа и да го надгради неговото готвење, образувајќи 3 својствени рецепти кои што ќе бидат белег за ново отворениот ресторан. Така што има едно интересно стажирање, така да го наречеме, со оглед на тоа што представувал во истиот каде што и испиел и јадел на самиот брод Карми додека бил во Данска и продолжува да тура вода за непостојачкиот милионик или можеби постои кој што го прехранува. Лиза Колон Зајас ја глуми Тина, таа е тврдоглавата готвачка која што ја прифаќа со отворени раце можноста да се надгради во некоја од престижните готвачки школи, пред се за тоа што никогаш и не и се пружила таква можност во животот, со оглед на тоа што доаѓа од неимотно семејство, каде што ни на сон не би си можела да си плати изучување на кулинарството и максимално ја искористува оваа можност која што Карми ја дава да учи од најдобрите, што самата таа знае дека ќе ја направи подобра готвачка, што е една карактерна особина која што не би ја очекувале од неа со оглед на тоа колку негаторски и гейткиперски имаше пристап во поглед на самата кујна. Еби Елиот ја глуми Натали Шугар Берзато, таа е помладата сестра на Карми и Майкл, која повеќе се ангажира за менаџирањето на ресторанот, за да има некој опрезен и одговорен за раководењето со местото. И се разбира да има човек кој што ќе може да се справи со лудите идеи кои што ги добива мајки цело време и шегувајќи се ја нарекуваат пред се со Ричи се извинувам, ја нарекуваат мајка на самото семејство и најчесто на неа и се пожалуваат кога треба некој со Ричи да се справи. Едвин Ли Гибсон е Ебрахаим, односно тоа е готвач со искуство во The Beef, кој за разлика од Тина, например, има големо его и не сака да се надогради како готвач кога е пратен да изучува во една школа. Така што тие се два различни пристапи кои што ги имаат овие готвачи кои што иако ги имаат годините дадено на The Beef, не се секој на свој начин пристапува кога треба да се надогради, односно да се даде нешто плюс за да се издвојува тој ресторан, а не само да се земе плата и да се речи колку не е чинел ресторанот. Секако дека тука го имаме и Мети Матесон, кој го глуми Нил Фак. Тој е пријателот на Карми и Майкл и секако дека е тука за комичните агенции во серијата да се засилат, посебно кога се препира со Ричи, со оглед на тоа што Мети е единствениот од нив кој што знае што значи да се раководи со ресторан, заради тоа што во реалноста всушност и самиот е собственик на неколку ресторани, така што тој многу добро знае
како функционира една ресторанска кујна и како треба да биде односот кој би го воспоставиле самите ликови за да биде убедлив. Така што Мети е од огромна помош зад камерите за да им ги даде потребните сугестии на останатите членови на екипата за машината да биде подмачкана. А пред камерите е тој што ги носи шегите конкретно во тој разорен сооднос кој што го има со Ричи. Се Оливер Плат го глуми Джими Сисеро, тој е вујкото на фамилијата Берзато, кој што позајмува $500,000 за отворањето на ресторанот, кој ако не му бидат вратени за 8 месеци ќе си го добие местото кое може да го продаде за 2 милиони. Така што тоа е темпирачката бомба која што е ставена до Чукува од почетокот на сезоната, која што на гледачот секогаш треба да го потсети дека има некаква си крајна инстанца каде што животите на ликовите се загрозени, барем професионалните животи, и тоа е одличен механизам за да се стави притисок за нивното работење. Секако да не ги заборавиме Џон Бернтал, кој што глуми Мајки, односно Майкл Берзато, самоубиениот, се извинувам, брат на Карми и на Шугар, кој се појавува во флешбек епизодата, во која што покрај него има една звездена екипа која што е собрана за да ја комплетира фамилијата, чие што чело стои, ако ви се верува, Джейми Лин Кертис, која е мајката на семејството, и покрај неа на прославата, односно на семејната вечера се појавува и Боб Оденкерк, кој е во функција на вујкото на семејството, и Сара Полсон, која што исто така се појавува на семејната прослава. Така што помеѓу актерите може да, освен тоа што можевме да го забележиме новиот Панишер, таму може да ги забележите и сестрата на Майкл Мајерс, потоа адвокатот Сол и секако кралицата на American Horror Story. Моли Гордон е засилувањето за оваа сезона, односно таа ја глуми Клер. Клер, таа ја знаете од Booksmart. Филмот пријателка е од детството, за која што Карми има симпатии до ден денес, која што започнува врска со него, за да ја прекине истата, која ќе свати дека гоствењето му е на прво место, второ место, трето место и останатите места кај него. Фил Полтер исто така се појавува како подучувач на готвачот кој што треба да стажира во Нома со своите паметни сугестии кои што ги има за процесот и начинот на готвење. Тука правиме кратка музичка пауза, во продолжение ги слушаме Мад Ларкер, односно ќе слушнеме композициите Нод, Хедраш и Андромеда. Тоа се три творби кои што се наоѓаат на нивното студиско издание кое што го носи истиот назив како и името на овој бенд кој што ни доаѓа од Херфорд, од Велика Британија, односно од Обединетото кралство, се извинувам, така што патуваме на музичките бранови од Канада за Обединетото кралство, каде што се наоѓа овој бенд кој што има силно влијание од класичните рок-н-рол бендови и протометал бендовите од 70-тите години со прогресивен вајб, така што има важи под белегот на heavy psych, на stoner rock и на stoner metal брановите, така што уживајте во соничниот удар на Мад Ларкер и потоа се враќам вотре да ви говорам за одредени спецификации кои што ги има втората сезона на The Bear. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 114-тото издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за втората сезона на ТВ серијата The Bear, а за самиот крај, последниот чин на емисијата, правам еден преглед врз основа на листа на спецификации кои што низ текот на годините во ТВ 103 е усовршена и сите серии поминуваат низ тоа, ајде така да го наречеме сито, каде што се што има квалитет мора да се рангира или да се направи некаква си дистинкција помеѓу тоа што вреди и тоа што можеби треба да се подобри во една серија, со тоа што The Bear е ТВ серија која што на пример нема најава и
повеќето серии со кратка минутажа го избегнуваат. За жал, тој подвиг, меѓутоа, сепак за да се задржи некаква си, може би посериозност и се избегнува од тој начин на реализирање на самиот вовед на епизодите, со тоа што во поглед на режисерите, Кристофер Сторер снима 7 епизоди од ова сезона, Джоана Кало снима 2 и една дури има самиот Рами Јусуф режирано, така што континуитетот е важен да се задржи во поглед на реновирањето на самиот ресторан и останатите епизоди секако дека се лоцирани на различни места со оглед на тоа што се испратени ликовите да стажираат надвор од нивното стандардно работно место, така што континуитет во снимање не треба да се бара, напротив треба диверзитет да се бара и во пристапот и во начинот на кој што ќе се кадрираат интериерите на ресторани, елитните ресторани пред се каде што престојуваат визави како еден контрапункт на ресторанот кој што се реновира. Музиката на ова серија која што е користена за засилување на сентиментите, односно на емоционалните квалитети е Джони Игуана и JQ ја работат со тоа што минималистички пристапот пред се во рамките на самата музика која што е наменета да ги избогати овие сцени, а од друга страна па музичкиот избор се базира на прилично екстензивна листа на изведувачи, култни имиња, од кои што дури 2 пати е искористена композицијата која што Рубен Ослунд, например, милува во секој негов филм да ја стави, односно тоа е творбата New Noise на Refused, тој препознатлив риф кој што доволно е само да го слушнете еднаш и ќе го запамтите до крајот на животот. Ја има и на почетокот, ја има и на крајот, кога тензијата е неподнослива и светот се руши. New Noise дефинитивно се става тогаш во филм. Покрај неа може да слушнете композиции и на Wilco, на Fine Young Cannibals, на Counting Crows, на Rem. Потоа во ретро фазон ги имаме Otis Redding, Brian Eno, Psychedelic Furs, Smashing Pumpkins, Ramones, Weezer, David Byrne, Tangerine Dream, Taylor Swift имаме, од некаде се појави и таа во серијата, John Cale, Nine Inch Nails, Pearl Jam, AC/DC, Pixies се наменети за последната епизода, така што најдоминантни се пред се бендови кои што биле актуелни во алтернативната рок-н-рол сцена на 90-тите, че има еден носталгичарски вајб кој што и на музички план е реализиран во рамките на The Bear, поглед на сценографијата, и ја има таа дистинкција помеѓу распаднатиот ресторан кој што се реновира и елитните ресторани каде што се стажира, како и домовите на ликовите, како едно осликување на пред се нивните темпераменти и карактери кои што ги имаат. Ендрю Веде, се извинувам, Клои Уивер и Адам Ньюпорт Бера се директорите на фотографија, односно тие кои што се снимателите на ова ТВ серија, кои треба на најдобар можен начин и тоа и го воспоставуваат да и кадрираат различните локации каде што се ставени ликовите или проголтани од самиот простор или па се ставени во двоплан каде што имаат преписка во поглед на начинот на кој што ќе се реализира одредено мени и кога хаотичноста се зголемува се разбира дека се преминува на моменти и да се снима на рака. Меѓутоа, сепак пофокусираноста е повеќе на широки кадри за сопати и самиот простор наоколу. Монтирана е серијата на Джоана Нойгл, Адам Епстин, Ния Имани и Меган Мансини, кои што и тоа како на добар начин ја проследуваат се вкупната динамика во една епизода, каде што буквално имате од сепо нешто да добиете за да не ви стане оваа серија неподнослива и се обидуваат на најдобар можен начин да ја зипуваат, односно да ја преполнат со действие колку што може една епизода да трпи, така што одлично се завршуваат и тие својата работа. Погледам костимографијата и шминката, значи модерно време со готвачки униформи и цивилни облеки, цивилна облека која што ја носат готвачите која не готват, се прави некаква си паралела помеѓу едното и другото, со тоа што и се разбира кога влегуваат во летните ресторани, си има дрес код.
Нема надприродни елементи, освен ако флешбек епизодата е едно далечување од здраво разумието, ако го земеме како надприроден агент. Во поглед на хуморот има помеѓу Ричи и Нерани Мајковците, кои што се во постојана спрега. За жал нема елаборативна еротика во оваа ТВ серија, каде што во поглед на флешбек е употребен, и тоа на најако, каде што се прикажани збирањето на седомте на рибите, за да ги јаде од семејството и нивното приготвување пред се, како семејната вечера, со тоа што жанровски е квалификувана како комична мелодрама, иако мелодрамата доминира врз основа на комичноста. Англиски јазик се говори и според мене нема доволно ресторанска хаварија која што би сакале да ја гледаме во секоја епизода, ама има па затоа простор за развој на ликовите, што максимално искористено за да се научи од какви шрафови е составена конструкцијата на оваа машина. Континуитет на епизоди и тоа како има и задржане со оглед на тоа што се кратки и буквално нема простор за земање на здив во нив. Во поглед на градењето на ликовите има повеќе изградени споредни ликови, а главните се ставени во позадина, а ако барате некаква си аналогија со други ТВ, односно со други филмови, тогаш Домени и Breaking Point дефинитивно се филмовите кои што мора да ги погледнете, а во поглед на слични серии секако дека можам да ги напоменам Јулија, The Chief Show, Sweet Bitter, се извинувам, Атланта, This is Going to Hurt, Happy Endings, Family Business, Rami, Dave, It's Always Sunny in Philadelphia, Shameless, Kitchen Nightmares, Chef's Table, Beef, Anthony Bourdain, Parts Unknown, Industry, Succession, Severance, Ozark, Breaking Bad и мал милион на други серии кои што имаат мелодраматични сцени, иако Јулија, The Chef Show, Sweet Bitter се серии кои што тангираат кулинарски проблематики. Во поглед на атмосферата, таа како што е жанровски кодифицирана, е драматична и комична, загарантирана е гледливоста и постигната убедливоста, а во епилогот, иако беше според мене ефтино решението да се погоди девојката да наслушне што има Карми да каже за неа и неговата работа, од другата страна на фрижидерот, верувам дека ќе падне во депресија наредната сезона или можеби нема да му биде грижа. А бројните повици на мобилен наготвач за сладки за неговата мајка, не верувам дека во универзумот на The Bear се добродетелни, дека таа се разбудила, туку најверојатно дека не се разбудила и нејзиниот син не бил покрај неа во нејзиното заминување. Може би е жив, тоа не знаеме, тоа останува нели за наредна сезона да дознаеме, така што некои ликови си се најдоа себе си, а другите ликови си се загубија. Со оглед на тоа што првата сезона беше одлично запознавање и со ликовите и вешто беше решен проблемот на непојавливиот Мајк, кој што беше одлично окарактеризиран од останатите ликови. Во втората сезона, со тоа што флешбек епизодата е похаотично од што и да е друго снимено во оваа серија, се крши калапот, се става на средина. Се поместува главниот лик на маргини и се дава простор на споредните ликови, а сепак тој одлучува на еден или на друг начин тежиштето на серијата да го преземе на себе и со своите одлуки. 10 од 10 дефинитивно добива оваа сезона од моја страна, заради тоа што на веќе востановени канони успеа да внесат свежина и да допрат до предели кои што првата сезона на ДБР не можеше да допре, односно да доелаборираат споредни ликови за да бидат повеќе димензионални во очите на гледачите. Така што ова е една од најдобрите втори сезони кои што некогаш биле снимени на ТВ сериите, со оглед на тоа што повеќето серии само го реплицираат, односно го дуплираат тоа што било направено во претходните сезони, како што беше случајот со многу други серии за кои што одбивам да ви говорам за втори сезони од истата таа причина, заради тоа што се заглавува во удобноста на веќе воспоставениот шаблон, што не е таков случајот во втората сезона на БЕР, каде што намерно
се кршат тие шаблони и намерно се раздвојува екипата само за на крај да се собере и за да профункционира, така што нема поента да ја добива деветката од првата сезона. Мислам дека ова е чекор надвор од секое можно очекување и дека е заслужена највисоката оценка која што може да ја добие и можеби едно малкото која што во овие 114 епизоди ја добила десетката од моја страна, барем на една рака се, на неколку прсти се бројат, ајде да речем. Поглед на продолжение мора да има, и баш поради тоа што треба да видиме сега Карми како ќе се носи со ресторанот, дали ќе подлегне можеби на лошите влијанија која што ги имал мајки и ќе подлегне на јамата во која што тој не можел да излезе затоа што нели останатите ликови си добија време да се средат и да се најдат во оваа сезона и неколку од нив дури како Ричи и како Тина завршија многу подобро отколку што почна сезоната, така што нивните арки се на многу подобро место завршени. Меѓутоа тој Карми беше тргна на страна оваа сезона и заврши во емоционална дупка, што може да рефлектира и на однесувањето во и раководењето пред се за самиот ресторан, каде што има две насоки по кои што може да се оди, од кои што едната е дека ќе се задлабочи во таа екзистенцијална криза и нема да сака да готви, и другата е дека ќе ја потисне таа екзистенцијална криза со тоа што ќе готви. Така што прашањето е на која страна екипата која што работи на The Bear ќе реши да се движи во иднина, така што Кристофер Сторер ќе оставиме да не изненади со неговите идејни решенија кои што ги има зацртено за The Bear. Ова епизода, како и сите други епизоди на TV103, на другата моја емисија на канал 103 Дансе Макабре, како и третата моја емисија видеологија, односно веб серијата за YouTube, може да и пронајдете на YouTube каналот на Златко Јелевски, како и дел од нив и на Mixcloud каналот, а доколку вие сте заинтересирани за да го збогатите вашиот културен живот и да си дадете на себе си потребната ментална храна за да може да функционирате, тогаш да ви препорачаме неколку настави на кои што треба да присуствувате. Еден од нив е 22-то издание на Синедес, кој ќе се одржи во Младинскиот културен центар од 13 до 18 јули, значи започнувајќи од наредната недела. Потоа во МКЦ доаѓаат два култни бенда од грчката стона рок сцена, од кои што едните на 9 октомври, односно тоа е концертот на Villager Софјанина Сити, и потоа на 29 октомври доаѓаат Наксатрас во Младинскиот културен центар. Потоа да ја напоменем концертната промоција на сега и за секогаш на последен удар во Охрид, која ќе се одвива во клубот Рок-н-рола започнувајќи на 22 јули. И денес во 21 часот Дајка Иджу од САД заедно со Ниандра од Македонија настапуваат во Младинскиот културен центар, каде на 10 јуни ќе може да погледнете и концертот на Алжирс. На 13 октомври Андерфест со петото свое издание и фестивалот Андерфест и Аморфис гостуваат на 2 ноември во МКЦ како составен дел од нивната Halo турнеја, односно како предвесник на новото издание на Таксират. А на крајот на оваа емисија ќе може да слушнеме две композиции од Караван, односно станува збор за бенд кој што доаѓа од Рогаланд, од Норвешка, значи од Обединетото кралство се селиме на Норвешка, кај овие думери, кои што се препознатливи со моќните рифови и спорадично темпо, со сладж влијанија, психоделични влијанија и мало ветре кое што провејува од black metal сцената, каде што се ситуирани Караван со нивното ново студиско издание именувано како Unholy Mountain. Доколку имаме време од него, ќе ја слушнеме композицијата Chase the Dragon и Bonfire Ritual. Така што за крајот на емисијата ги слушаме Кадафар. Односно се извинувам, Караван.
Вие го слушавте 114-тото издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализирав првата сезона односно втората сезона, се извинувам, на ТВ серијата The Bear. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток нова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!